Демократски сојуз, партија на новиот милениум. Основана на денешен ден пред 10 години. Председател Павле Трајанов. Членови 23.000 мажи и жени кои веруваат у приказната за економски пресврт. Веруваат и во повеќе демократија, во офанзивна и функционална надворешна политика, во правна држава, во хармонични меѓуетнички односи, во социјален баланс и во нов профил на чесен и одговорен македонски политичар. Веруваат во програмата на Демократскиот сојуз, објавена на денот на неговото формирање. Пред 10 години, Демократскиот сојуз ги предвиде настаните и ги вгради во 7 точки од својата програма. Тоа што е најважно за сечија политичка програма е фактот дека дури по формирањето на новата коалицијска влада во 2006 година, во која активно партиципира и Демократскиот сојуз, голем дел од овие програмски определби се реализирани. Речиси сите принципи од делот на надворешната политика на Демократскиот сојуз станаа составен дел од владината програма. Се реализираа и неколку конкретни проекти. Плурализација на пензискиот систем, бесплатна здравствена заштита за примарниот пакет здравствени услуги, граничната полиција, системскиот пристап во борбата против организираниот криминал, финансиската полиција, независниот судски буџет и други. Уште на своето основање Демократскиот сојуз се најави како субјект на кој му е туѓа празната политичка реторика и општите фразеолошки места. Демократскиот сојуз ќе биде непробојна брана за авантуризмот на партиските војници кои си замислуваат дека се генерали на армијата на насилието, па од Македонија сакаат да направат држава без систем на вредности и критериуми кои ги познава и признава сиот цивилизиран свет. Суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија се света работа. Оној кој мисли да прави компромиси, отстапки, да тера личен профит за сметка на туѓи интереси и влијанија, тој и кај нас, како и во сите држави кои држат до својот углед, ќе биде означен како национален предавник. Тоа е предавство кое во нас, во Демократскиот сојуз, ќе има жесток, нескршлив непријател. Изјави Павле Трајанов на основачкото собрание на партијата. Демократскиот сојуз се представи како динамичен политички фактор кој има намера фронтално да се соочи со суровата политичка реалност и да ги соопшти проблемите со нивното вистинско име и да го каже она од кое сите се плашат и да ги издржи обвинувањата од партиските мегафони и да остане Демократски сојуз како пиреј кој не се откорнува, како пркос кој обстојува низ просторот и времето на вечната Македонија. Јануари 2001 година. Трајанов предупредува. Во Македонија ќе има војна, владата мора да се подготви. Беше обвинет за ширење страв и паника. 2 месеци потоа дојдоа деновите на големото македонско искушение, вооружен меѓуетнички судир. Трајанов им се обраќа на председателите на државата, на собранието и на владата. Македонија се наоѓа во воена опасност. Загрозен е суверенитетот и територијалниот интегритет на државата. Владата и државниот врв немаат контрола врз состојбите. Граѓаните се крајно незадоволни од начинот на кој владата и врховниот командант на вооружените сили се справуваат со паравоените, терористички и криминални банди. Македонија се вовлекува во граѓанска војна со фатални последици за сите што живееме на овие простори. Демократскиот сојуз смета дека состојбите се исклучително сложени и тешки и инсистира итно да се формира влада на национално единство составена од најспособните и креативни кадри. Влада која ќе организира одбраната на државата
и ќе ги елиминира факторите кои го загрозуваат суверенитетот и територијалниот интегритет. Овој пат молчеа. Но за Демократскиот сојуз и неговиот лидер Павле Трајанов беше најважно тоа што тој апел ги надразни нивните сетила. Овој пат го послушаа. Се формираше широка коалиција и издружена команда на воено-безбедносните сили. За жал, за голема жал, несинхронизираноста продолжи, а таа до неефикасност на операциите, тоа до непотребни жртви. И од таков амбиент Демократскиот сојуз действуваше. На 10 јуни 2001 година, председателот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов одржа пресконференција на која драматично предупреди дека терористите се подготвуваат да започнат граѓанска војна во Скопје. Неговата изјава ја шокира македонската јавност, но веќе наредниот ден, дискретно и далеко од очите на јавноста, сите спомнати објекти околу Скопје беа ставени под силен воено-полициски надзор. Неколку дена подоцна терористите го нападнаа Рашче, но наидоа на силен отпор и претрпеа пораз. Со тоа, на површина излезе уште еден суштински презнак на Демократскиот сојуз и Павле Трајанов – патриотизмот. Во годините што следува, партијата секогаш ќе ја бара и ќе ја потенцира нишката што ги поврзува универзалните и традиционалните вредности. За тие вредности таа останува безкомпромисна, а тоа се легализмот, борбата против криминалот и одбрана на националните интереси на Македонија. Во јавноста, партијата ќе прерасне во синоним за почитување на ред и поредок. Во градењето на својот политички идентитет, Демократскиот сојуз го одбра потешкиот пат. Тоа е патот на новите идеи, на алтернативните проекти и на автентичните иницијативи. Многу од нив представуваат синоним за оваа партија. Таков е Декри, законот на ограбените. Еден од најпознатите проекти на Демократскиот сојуз. Во предговорот на проектот стои запишано: Криминалот во Македонија стана вредностна категорија, а не зло кое генерира нестабилност, социјални разлики и ја влече државата во целосен колапс. Без целосна и безкомпромисна примена на Декри во сите сфери на системот, Македонија едноставно не ќе може да тргне напред. Без Декри ниедна реформа нема да може да успее, бидејќи во основата на овој проект стојат токму реформите. Декри е мозаик на подпроекти вклопени во еден систем, кој би бил во функција на борбата против организираниот криминал. Покрај останатото, предлага и закон за основање Балкански центар за борба со организираниот криминал и тероризмот со седиште во Скопје. Декри стана единствен заокружен проект од коалициски партнер кој беше прифатен и наведен во програмата од 100 чекори на ВМРО ДПМН. Без лажна скромност, Демократскиот сојуз удри авторски печат и врз следниве проекти: финансирањето на политичките партии, решавање на стамбените потреби на младите брачни двојки, иницијатива за разоружување, закон за следење на комуникациите, формирање Балканска коалиција за борба против тероризмот и организираниот криминал, развој на земјоделството во Република Македонија, воведување задолжително сексуално образование во основните и средните училишта, надминување на проблемите со отпадот, училишта за децата од диаспората, закон за правата на председателот на Република Македонија. И конечно, во декември 2009 година, вклучувајќи се во актуелните политички состојби поврзани со ќорсокакот во кој западна долгогодишниот македонско-грчки спор околу името, Демократскиот сојуз се одлучи да даде свој придонес во неговото решавање. Го промовираше концептот наречен фазно решавање на спорот за името. Како и секогаш, и овој пат ја испровоцира целата домашна, но и меѓународна јавност. На крај, можеме да ја упатиме следнава порака. Допарва ќе се слуша за Демократскиот сојуз, партија која во изминатите 10 години остави длабока трага во македонскиот плурализам. Незиниот лидер, Павле Трајанов, и неговите сопартици, во пробивањето на патот низ политичките предизвици, го одбраа принципот на мирна конструктивност и агресивна креативност. При тоа, свесно ги жртвуваа собствените суети, ореолот на ексклузивност,
маркетиншка промоција и дневно политичката актуелност за сметка на интересите на државата. Нивните идеи понекогаш се копирани, нивните проекти честопати се плагирани, а нивните програми и иницијативи може да се најдат во документите на други партии. Важно е да бидат во функција на Македонија и на нејзините граѓани, велат тивките луѓе во Демократскиот сојуз и нивниот лидер. Важно е да бидат вградени во темелите на заедничкиот дом, Македонија. Пораката на Демократскиот сојуз е: Македонија мора да успее. Македонија успеа.